Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, сакам да ја информираме македонската јавност дека врз основа на барањата на граѓаните, барањата на невладините организации, на многу експерти кои што работат на зачувувањето на животната средина и најважно на основа на поразителните резултати кои што доаѓаат за квалитетот на воздухот, покренуваме денеска иницијатива за одржување на една надзорна расправа во Собранието, на која што ќе разговараме за тоа какви мерки и активности се преземени од страна на владата и на другите надлежни институции, заради тоа што тоа е една од основните функции на Собранието. Да преку вакви деловнички и законски инструменти успееме да седнеме сите на една маса и пред граѓаните да ги отвориме сите овие прашања. Ова го покренавме и поднесовме иницијатива заедно со пратениците на Левица и сметаме дека ова е едно од прашањата кое што може да ги обедини сите пратеници во македонскиот парламент. Затоа што зачувувањето на животната средина како темелна вредност која што е загарантирана со Уставот, а е дел од корпусот на економските, социјални и културни права на граѓаните, не тангира секој еден од нас поединечно и сите нас заедно. И токму заради тоа сметам дека одговорноста пред се на пратениците во овој дел е да заеднички седнеме, да разговараме, да изнајдеме решенија и на основа на тие решенија да се преземат конкретни мерки и активности кои што ќе допринесат за зачувањето на животната средина. Така да, мислам дека надзорната расправа како еден инструмент ќе може да даде одговор на многу прашања, ќе може да разговараме на едно високо експертско ниво со сите оние кои што работат директно во областа, ќе можеме да ги чуеме мислењата на институциите, односно на нивните раководители, да ги видиме сите проблеми со кои што се соочуваме, но најважно е од се да се отвори конечно една ваква дебата и да преку таа дебата побараме од извршната власт да превземе конкретни мерки и активности, се со цел граѓаните да го добијат она што практично и го заслужуваат, а тоа е здрава животна средина и пред се чист воздух. Затоа што ако ги погледнеме и статистичките податоци во делот на влијанието на воздухот врз здравието на граѓаните, статистичките податоци за тоа колку и какви се болести се развиваат благодарение или последица на таквиот нечист воздух, тоа се поразителни факти кои што мора да не замислат сите нас, а пред се секој еден кој што мисли дека е одговорен човек, одговорен политичар, да застане зад оваа иницијатива. Благодарам.